прв пат добив обука како се користи поинтер и зезнав. Тоа е тоа. Overthinkingот прави чуда. Здраво од мене, јас сум Сања Митровска, основач на Networker и интересно ми е што започнувам прва, ве гледам во ваква убава бројка и морам да признам ми е чест што сум тука, затоа што енергијата што ја добивам е тоа дека сакате да менувате нешто и да се предизвикувате себе си, што ќе видите една од речениците што можеби зирнавте пред малку, што ме опишуваат. Ова е секој пат вака ги почнувам презентациите, чие чупе е Сања, бидејќи доаѓам од Битола, предприемач, основач на Networker, компанија која што им помага на стартапите да стартуваат. Наша главна мисија е да, ова е веќе наша 8 година, каде што ги подготвуваме за инвестиција и добиваме инвестиција за нив, потоа резнуваме преку 4 милиони евра во последните години. Меѓутоа ќе видите како полека патот ме носел кон Founder Games, што е идеја комбинирано креирана со AI, кој што денеска јасно тврдаме мојот кофаундер. Реченица која што ме опишува е тоа дека секојдневно се предизвикувам себе си, апропо темата што споменав претходно. Можевте вие денеска да изберете да не сте тука и да правите, да одмарате ова пладне, но решивте да слушнете нешто друго. Доказ за тоа моje предизвикување е дека сум носител на Гинисов рекорд за најдолга презентација пред инвеститори, конкретно нашата компанија, тоа е прв во нашата држава рекорд со интелект и повторно беше направен да предизвикаме, меѓутоа и за светот да не стави на мапата на светски, да разбера дека имаме ние тука интелект, покрај тоа што сме Tech Hub, креираме и продукти. И сакавме да привлечеме внимание, бидејќи мислевме дека само пари ни недостасуваат. Не беше баш тоа причината. После Гинисовиот рекорд свативме дека имаме други пречки за кои што ќе зборувам подоцна. И верувале или не, тоа е со мајндсетот поврзано. И на крај, така стигнавме до тековниот проект, кој што сака да го промени мајндсетот, начинот размислување на идната генерација на предприемачи. Е реално шоу за предприемачи, прво во светот, нешто што не знаев уште кога го креирав, кое што е акселератор. Значи, тоа развива мали, високоиновативни бизниси, ги ставаме предприемачите во центарот, наместо како Shark Tank, ако некој од вас гледале Shark Tank или The Apprentice, каде што секој пат егото инвеститорите се ставени, ние тука ги ставаме предприемачите, бидејќи веруваме дека тие се хероите на следната доба, особено доба во AI, кога луѓето сме уплашени од една страна дека ќе губиме работни места, без да сватиме дека тоа е можност и ќе почнеме да креираме нешта за себе си и да креираме продукти како самовработување. Така што Founder Games ги става основачите во средина, од нашиот регион реални луѓе, не е тоа сценарио, и го покажува нивниот пат, како доку стайл го лансиравме на Кански фестивал, во Македонија можеби сте не гледале на Телма, RTL, Војо, Глеј, бевме низ 15 држави, но да не должам, од каде дојде идејата за Founder Games, како што споменав, имаме проблем со glass ceiling, и тоа е повеќе поврзано со начинот на размислување. Бариерите се интерни. Во моментот кога го срушивме Гинисовиот рекорд, мислев дека само и беше рекорд свесно избран на Ричард Бренсон, затоа што така сметав дека ќе ги привлечеме светските инвеститори да не погледнат. Испадна дека нашите стартапи не беа спремни за инвестиција, бидејќи не размислуваа глобално. И оваа реченица е прв доказ за тоа. Многу често викаме и од Македонија се може, без притоа да сватиме дека токму тоа е нашиот импостер синдром. Кога кажуваме и од Македонија се може, испаѓа како да си признаваме дека нешто ни фали или и жени можат во бизнис. Тоа е буквално наједноставен начин да се покаже кога некој има бариера. Имаме неколку, не викаме не сме доволно добри за US, но дај прво да изградиме продукти за Балканот, па потоа ќе ги шириме во светот, без притоа да сватиме токму тоа што го разбрав кога ги донесовме тие инвеститори, дека ако продуктите се градени за Балканот, е подеднакво тешко како да се градени за светот. Но продукти кои што се градени за Балканот и собрале приходи тука, не може да добијат инвестиции, затоа што нивната валуација е многу помала, бидејќи Балканот е мал. Ако успеале 1000 евра приход во US, секој пат ќе носи поголема валуација на фирма од 10.000 евра приход на Балканот. Да не кажувам ни Македонија. И тоа е само техничка разлика. За почеток, само тргнува од размислувањето. Подеднакво е тешко да градите стартап, а стартап е мал, високоиновативен бизнис, млад, високоиновативен бизнис. Секако е тешко, бар како се влијае на мајндсет, тоа стигнавме преку ентертејмент.
Така одлучивме да го направиме Founder Games како шоу, но ќе зборувам за тоа подоцна. И сега се постави прашањето што ако не ни требаат граници и често пати викаме нескромност. Бев асистент на економски факултет во мојот претходен живот. Не беше лесно прифатено од моите родители кога заминав од таму, затоа што дури го направив својот бизнис и ми беше кажано, па ние во фамилијата сме скромни. Тука едно од нештата што тогаш ми стана јасни е дека кај нас нескромноста или амбицијата е сваќаме како нескромност, а ако некој е амбициозен или е нескромен, мислиме дека едното е убава работа, а другото е лоша. Нема ништо погрешно ни во едното ни во другото, бидејќи пари не доаѓаат лесно, бар не во бизнисот и во високо иновативните нешта кои што ги гледам како светот ги гради. Како да градиме role models и што не тераат да мислиме глобално. Овдека се испреплетува тоа со AI. Едно е тоа што зборувам реалното шоу, бидејќи ние затоа одлучивме да земеме 20 основачи од 15 држави и нив да ги прикажеме како градат на камера, за да може луѓе кои што ќе гледаат телевизија и следни генерации да видат како тоа изгледа низ пример, низ role models. Бидејќи едно е предприемачи во Америка, затоа што Shark Tank беше и убава работа и негативна работа. Тоа реално шоу ако сте го гледале, бидејќи ги едуцираше младите за предприемништво, но исто така ни даде изговор дека ама не сум јас роден во Америка, не сум роден во Англија, и тоа беше изговорот. Затоа сакавме да најдеме локални луѓе од тука што потекнуваат, буквално се од Полска па до Азербеџан. Имаме стартапи во нашиот акселератор. Каде е тука убавината на AI? Всушност, ако вие, зашто упорно повторувам овој glass ceiling и начин на размислување, бидејќи ако ја пробиете таа бариера, дека да, од Македонија се може, не и од Македонија се може, и се фатите за работа, многу е важно какви прашања ќе поставите, храбри прашања на AI, бидејќи токму кога поставив прашање како може да направам акселератор, а да влијам на следната генерација на предприемачи, низ неколку итерации со AI, добив да направиме нешто слично како Survivor, па потоа реков, дали како да го направам толку иновативно за никој во светот да не го направил, па така стигнавме дека треба да ги ставиме на јахта, да ги изолираме во простор, така што сега ние ги ставаме на мега јахта сите предприемачи и инвеститори и ќе гледаме буквално како тој принцип на градење, буквално на растови и падови функционира. Меѓутоа, важно е прашањата, насоката, вашиот ум да е така отворен и директен, храбар, да знаете што да поставите за одговорите што ќе ги добивате од ChatGPT во мојот случај, се светски. И подеднакво исто е времето за креирање на идеја исто, времето за поставување на тие прашања исто, зошто кога секако е тешко да ни се обидеме да мислиме глобално, а AI е всушност глобалното размислување. Затоа што нема предрасуди и го нема тој импостер синдром. Мојата приказна, како дојдовме до Founder Games, ова е нешто што ќе го начнав, што правиш кога сваќаш дека си во мал пазар. Започнавме од дизајн спринтови, не постоеше AI во тоа време, зборуваме пред 8 години, каде што ги развивавме малите бизниси во рок од 5 дена, од идеја правевме прототип и гледавме како тие да бидат релевантни за клиентите пред да се вложат пари за истите да се развијат. Да видиме прво дали има потреба за тоа нешто преку демо, па потоа да се бараат средства за истото. Така успеавме да ги резнеме тие 4 милиони. Во тек на време го сменивме моделот, бидејќи свативме дека најдобрите стартапи не може да ни ги платат услугите, па започнавме да земаме собствеништво од нив. Полека така станавме акселератор. Кога го срушивме Јенисовиот рекорд, тоа го викам шамар од пазарот. Ги поканивме 500, тие се одличен инвестицијски фонд, 500 Global. И една од девојките таму ми кажа две нешта. Првото беше дека нашите стартапи не мислат глобално, не се investable. Од 80, само 5 беа инвестибилни по нивните критериуми. Еден беше баш во нивната вертикала, во нивната индустрија. Но го поставив прашањето зошто? И апропо разговорот, како што го кажав претходно, затоа што тие стартапи го тестирале својот продукт, својата иновација на Балканот, почнале тука да собираат приходи, иако и сега сакаат следна фаза да растат и да добијат инвестиции од инвестицијски капитали или venture capital за ширење на, Америка, други поразвиени пазари, но тоа не можеш тогаш, бидејќи го немаш таа авалуација што е потребна. И само беше техничка работа. Прашав дали се продуктите лоши, не беше ни дека се продуктите, едноставно не може, е математика, која што ние со нашата несвесност ја правиме.
И второ нешто што беше за мене болно во тој момент беше и да си родена во друга држава. Сигурно ќе беше нешто. Тука сватив, тоа беше можноста за мене предприемничка. Тоа ме натера да седнам. После тоа се појави низ итерации да стигнеме до Founder Games. Founder Games е шоу што влијае на мајндсетот, нема многу да навлегувам од тоа, меѓутоа сето ова е ко-креирано со мои итерации, со да прашам за кои канали, дали треба да таргетираме YouTube, дали не треба да таргетираме YouTube, дали треба да таргетираме нешто. Буквално сите овие бројки што ги гледате тука потекнале од итерација на храбро размислување и поставување на прашање како метрики, рамка. Како од мал пазар потоа сакам да отидов напред. Како од мал пазар може да стигнете до многу луѓе. Трейлерот конкретно, немам време да отворам линкови, меѓутоа може да видите на foundergames.com. Самиот тој хук научив како се прави трейлер. Каков хук треба да има. Започнува хукот исто потекна од ChatGPT. Can an idea be worth $1 billion? Така почна. Дали идеја може да вреди 1 билион? И тоа е хук кој што така објаснува што е Founder Games, дека целото сценарио потекнува од таму, кризниот пиар, начин што треба да каже некој со англицизам, отиде преку 200-300 000 views без спонзорирање, само затоа што кажува едно од девојчињата од нашиот тогашен пилот проект на Founder Games. Отиде, кажа нешто што беше во тој момент, не знам, искористи некој англицизам со македонски член. Нормално ние знаеме да критикуваме пред да пофалиме, тоа отиде вирално, ни донесе толку многу гледачи. Па партнер нетворк, како пораките да ги пишуваме, и самиот Кански фестивал, таму целата маркетинг кампања, бидејќи на Кански фестивал го лансиравме Founder Games. Не можевме да закажеме состанок затоа што сме продукцијска куќа што никој не ја знае, сакавме да направиме нешто вирално. Founder и низ итерации со ChatGPT како да бидеме заприметени. Нашата кампања беше визит картички со кондоми. И стоеше, имаше мојот колега маичка MIPCOM Virgin, scan me before someone else does. Скенираме пред некој друг да ме фати, затоа што сум MIPCOM Virgin. На тој настан, Scan Virgin. А на самите картички идејата беше шансите да успеете во бизнис се пониски од да останете трудна ако користите кондом. Така немавме начинот на визитката. Меѓутоа, не споделија Sony Entertainment, Benny, значи најголемите Warner Bros. Бевме со нив на состанок. Таков герила маркетинг со никакви пари. Ние немавме пари да земеме таков бут таму затоа што тоа само чини 20.000 евра. Но сите не споделија. Порака со што би сакала да си одите дома, затоа што ме радува што сум на првото говорење, затоа што ние имаме алатки и ме прашаа на претходно, денес повторно бев спикер на уште еден настан пред овој тука, и ми поставија прашање дали мислиш дека AI е иднината. Мојот одговор беше AI е сегашноста. И како се друго што сме го прифатили исто како електричната енергија, не можеме да живееме сега без електрична енергија. Не може да кажеме 10 часа, ама 2 часа ќе имам струја, 10 едноставно нема враќање назад. Но со неправилен мајндсет, начин на размислување, може да биде искористено на неправилен или не на целосен капацитет. Така што сакам да си одите дома, е дека AI ни овозможува денес, едно ние со Founder Games пробуваме да градиме рол модели, но AI ни овозможува да разговараме со мајндсет, со правилен мајндсет, да го правиме истражувањето, фактите. Точно на крај. Ова значи моите 15 минути помина. Ни овозможува директно да разговараме, да го имаме тој правилен мајндсет, но и да разговараме со мајндсет кој што нема предрасуди. Затоа потрудете се да првично вашите интерни бариери да ги скршете, затоа што верувајте прво потекнува внатрешното верување, потоа се рефлексија на тоа како ние се чувствуваме и не тврдиме дека можеме и од Македонија. Да, можеме, ајде да се фатиме за работа. Ви благодарам.